ова е 12-та книга која носи наслов Од мој агол. Тоа се афоризми, околу 170 афоризми, кои ги поделив у 3 дела. Општи дел, етнолошки, да го запазам имиджот на музеот, и за животните, ова афоризми за животните, анимални, што би рекле. Па сега можем да ви прочитам во некој дел од овој мој агол. Века, оваа книга се чита меѓу редови, за да биде се во ред. Се роди во Македонија, живее во Северна Македонија, а умираше за Македонија. Многу сакаше да чита. На крајот го прочита. Вториот дел етнолошки, да прочитам некои од нив. Миразот кај момите вечност прескажувал. Леп подвршник брзо завршувал. И третиот дел, анималните, еве се слуша, кучето додека лае, не каса. Низ законите пливаше како риба. Што најмногу ве инспирира кога ги пишувате овие афоризми? Па, да ви кажам, прво дел на етнологијата. Овој музеј е на некој начин складиште на идеи. И тука кој ќе влезам, составам не само афоризми, него и разни приказни кои се реални за македонецот. Кога не пречекавте, ве прашав што има ново во музеот, ми рековте се е старо. Музеот постои веќе нели долги години тука во Тетовско џепчиште, да ни кажете колку предмети има во него и кој е најстариот предмет? Да ви кажам, значи ова година славам 31 година од постоење на музеот, што ви рекол официјално, а инако во моето срце е повише него мојот живот. Тука има, ако ви кажам 2000 експонати, ќе ви излажам, дека не можем да ги избројам. Тука имам не само етнолошки предмети, тука имам и 10.000 значки. Еве тука камерата може да види, еве 2 панела на значки. Имам разгледници, имам монети, банкноти, картофилија. Што да ви кажам, музеј за се што и за секого. Колку посетители до сега имало? Да ви кажам, ова година вие се први, а инако околу 50.000 посетители од целиот свет. Тука доаѓале амбасадори, председатели, команданти на армии, здруженија, друштва. Што да ви кажам? Какви се нивните впечатоци кога ќе дојдат, кога ќе ги видат овие експонати? Сега, што подалеку се од Македонија, они повеќе се возбудуваат и тоа може да се види у 2 книги за впечатоци кои што ги имам. Навистина многу ги почитуваат нашите македонски предмети, а и да ви кажам и нашите луѓе. Да ви кажам, имам донатори, повише архитекти. Вика, јас сум архитекта, они ми доставиле, рачунаа, вика, овие предмети што ти ги даваме, ќе ги продолжи животот на нашите сеќавања. Тука има предмети од Благоја Дејче, Пожаренче, бакарни предмети. Има од Абдораман Паша Тетовски, од неговиот внук, од Никола Карев, неговиот внук. Значи има и од видни личности, а некои се и непознати. Отворен е музеот за секого, затоа повеќе луѓе, односно 2 дипломирале на музеот на УКИМ, една магистрираше во Виена на музеот, а еден користеше за докторат делови на предмети од музеот. Значи музеот ја постигна навистина голем зенит на напредок, представувајќи ја Македонија и наследството наше етнолошко на еден необичен начин.